Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Гостиварското училиште Исмаил Кемали стана дел од проектот Училиште партнери на иднината. 20 години од нападот на полициската станица во Тетовско Теарце, при што загина еден полицаец, а тројца беа повредени. Тимот на инфективното оделение во Гостивар се уште не добил платежни картички, кои владата ги доделуваше лани. Гостиварското училиште Исмаил Кемали е шестото во земјава кое стана дел од проектот Училишта партнери на иднината. Проектот има мрежа од над 2000 училишта ширум светот, партнерски поврзани со Германија. Со потпишување на договор на пригоден настан се официализираше соработката меѓу основното училиште Исмаил Кемали во Гостивар и ГТ институтот, со кој Гостиварското училиште стана дел од германскиот проект Партнери на иднината. Проектот има мрежа од над 2000 училишта ширум светот, партнерски поврзани со Германија. На овој начин учениците и професорите добиваат можност да ги зацврстат и надополнат своите знаења по германски јазик преку заеднички активности и размени. На настанот, кој се одржа во холот на училиштето, присуствуваа министерката за образование Мила Царовска, градоначалникот Арбен Таравари и амбасадорката на Германија Анке Холштајн. Сметам дека она кое што можеме да го научиме од европските земји е дека мултикултурата, дека учењето на различни јазици, почитувањето на различни култури може да донесе само кон развој. И токму затоа нашите наставници кои што ќе се спроведуваат оваа заедничка програма, ќе ги превземат и европските вредности и исто така ќе ги пренесат на нашите ученици. Квалитетот на образование значи учење на факти, на знаење, но исто така значи и учење на вредности. Нашата држава се стреми кон целосно приклучување и интеграција со земјите од Европската Унија, а тоа укажува дека целосно треба да ги имплементираме стандардите и вредностите кои што ги имаат европските граѓани, кон тоа се стремиме и сигурна сум дека ваков тип на иницијативи и поддршка од нашите партнери од Германија ќе придонесат кон таквите наши цели. Сега и ја добив информација, 6-то училиште во Република Северна Македонија кое што веќе потпишува соработка со ГТ институтот, како и во сите градови во Македонија, така и во Гостивар, меѓу учениците најголем интерес за учење на странски јазици е англиското и германскиот јазик. И ова што денеска се официализира, мислам дека ќе биде во корист на сите деца. Учењето германски јазик на младите не треба да им биде со цел за да бараат работа во Германија, туку за да бидат подобро квалификувани да ја градат иднината во својата земја, истакна германската амбасадорка. This cooperation is that we bring high quality German teaching here to Gostivar. This school, Ismail Kemali, is Оваа соработка овозможува да се донесе квалитетно изучување на германскиот јазик овде во Гостивар. Ова училиште е прво со настава на албански јазик што се вклучува во мрежата, што сметам дека е важно. Сакам да нагласам дека младите луѓе не треба да имаат за цел да го учат германскиот заради работа и иселување во Германија. Главната цел кога изучуваат јазик треба да им биде за подобра квалификација и подобра работа дома, за да ја градат својата иднина во својата земја. Во училиштето Исмаил Кемали германски јазик изучуваат околу 560 ученици. Германскиот јазик е обликативен како што и англискиот и македонскиот. И сега јас се надевам дека нашата соработка ќе биде уште подлабока, а тоа подразбира и размена на ученици, и размена на професори, и доквалификација на наставниците кои се по германски јазик, по новите планови и програми кои се во Европската Унија. Преку проектот Училишта партнери на иднината дополнително се нудат и стипендии за студии во Германија и можности за училишни партнерства. Министерката Мила Царовска изјави дека законските рокови не дозволуваат годинава да се прават измени во начинот на полагање на државната матура и истакна дека веќе 15.000 матуранти ги пријавиле испитите.
Концепцијата за матура е донесена на почетокот на годината, таа е и еднаква и со она претходно, имаше мали измени во однос на проектната задача и воведување на 2 изборни нови предмети географија и информатика, се со цел да ја приближиме концепцијата до учениците и врз основа на нивните барања, но исклучување на одредени предмети, полагање на одредени предмети ќе ја наруши целата таа концепција, која што е важно да се имплементира во целост заради запишувањето на факултетите не само во нашата држава, туку и надвор од неа. Се договоривме да формираме заедничка работна група во која што ќе учествуваат и средношколци за новата концепција за матура, која што секако треба да биде современа и нова, но би стартала од наредната година. Ви благодарам. Законски утврдените рокови се испочитуваа. 15.000 ученици од 4-та година пријавија матура, што укажува дека најголем дел од учениците се припремаат за матура и ги следат сите оние подготовки кои што училиштата ги нудат. Пред 20 години на денешен ден беше нападната полициската станица во тетовското село Теарце, при што загина еден полицаец, а 3 беа повредени. Денес беше одбележан овој немил настан, кој неофицијално се смета за почеток на воената криза во Македонија. Во Тетовско Теарце денес беше одбележана 20 годишнината од вооружениот напад на полициската станица во која загина бранителот Момир Стојановски, а 3 негови колеги беа повредени. Цвеќиња во знак на почит на спомен плочата положија неколку делегации, пошто организаторот Одбор на бранители побара поголема грижа за бранителите и нивните семејства. При нападот на полициската станица во село Теарце од страна на терористичка група смртно беше ранет, а потоа на пат кон болница животот го загуби полицаецот Момир Санде Стојановски од село Дубровница, Крива Паланка. Додека потешко повреден беше Давор Евросимовски, полицаец од Тетово, а полесно беа повредени Борче Ѓуровски од село Жилче и Јахи Лика од Тетово. И после 20 години ние, бранителите и граѓаните, се сеќаваме на настанот како да беше вчера, а болката кон загинатите бранители не поминува ни денес. Навраќајќи се на овој настан, Одборот на бранители не само што се вклучува во одбележување на 20 годишнината, туку и да подсетиме на непријателствата со тешки последици. Истовремено ова воедно е прилика да уште еднаш им свртиме внимание на властите на нивните обврски и изостанатата грижа за кадрите што ги оставија своите млади животи во темелите на денешната држава. Ние денес како представници на партијата ВМРО-ДПМН заедно со колегата Александар Велјановски, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Теарце, дојдовме, положивме цвеќе да оддадеме почит, исто така она што го споменавте, да не дозволиме споменот на овие настани да сгине. Жителите на Теарце велат дека со животот тече, а немилиот настан не се заборава, иако за него не се зборува многу. Тоа не се заборава. Сепак и денес, утре, ако не јас не почнам да разговарам, или вие кои што знаете, немам слушнато да разговараат. Иако разговараме од различни етникуми, иде тоа тивко, нечујно. Нападот за кој тогаш одговорноста ја презеде така наречената Ослободителна народна армија, неофицијално се смета за почеток на воената криза во земјава. Тимот на инфективното оделение во Гостивар се уште не добил платежни картички кои владата ги доделуваше лани со третиот пакет мерки за медицинарите вклучени во борбата против коронавирусот. Конкретен одговор од надлежните зошто медицинарите досега не ги добиле ваучерите од под 100 евра нема. Им следуваат платежни картички, ама вработените во инфективното оделение во Гостиварската болница никако да ги добијат. Наскоро ќе започне да се спроведува петтиот пакет економски мерки за справување со корона кризата, а медицинарите кои се први во борбата против ковид во Гостивар
се уште не ги добиле ваучерите од по 100 евра, што се доделуваа со третиот пакет лани. Тие и во октомври преку медиумите реагираа за истиот проблем, напоменувајќи дека доставиле списоци на вработени, поднесувале и приговори, но ефект нема. Сега повторно јавно прашуваат кога конечно ќе им бидат дадени ветените платежни картички. Уште пат да подсетам дека ние ваучерите што требаше по 20% за март и за април 2020 да ни се дадат и беше ветено преку Министерство и препратено до Фондот за здравство, не ни се уште дадени. Имат револт кај голем дел од вработените, односно на инфективно, ние инфектолозите ги немаме замено, мислам, на инфективно оделење вработените. Имат едно незадоволство, не сакаме во овие тешки времиња да одиме со штрајкови, со порестриктивни мерки, како да ги наречам. Пожелно е да се разгледат уште пат ова, затоа што тоа државата го одлучила и зашто само ние. Можда имат и други градови што не им е дадено, ама ние секој си бара за своите. Објаснување зошто на вработените на инфективно во Гостивар се уште не им се доделени ваучерите побаравме од владата, но конкретен одговор на прашањето нема. Се анализираат причините зошто е дојдено до ваква ситуација и овие здравствени работници не ги добиле платежните картички кои им следуваа со третиот пакет економски мерки за справување со пандемијата. Во меѓувреме се разгледуваат модалитети помошта да им биде исплатена во најскоро време, наведоа во одговорот од владината прес-служба. Инфективното одделение во болницата во Гостивар има персонал од 30 вработени. Тие очекуваат, какви и да биле препреките, каде и да настанала грешка, да се надминат проблемите и да ги добијат платежните картички. Резултатите од анализите направени во лабораторијата на МАНУ покажаа дека кај нас нема мутација на коронавирус, слична на таа која се појави во Велика Британија, соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој апелираше и понатаму сите доследно да ги почитуваме мерките за заштита. Во земјава не е присутна мутацијата на коронавирусот кој се појави во Велика Британија, истакна денес министерот за здравство Венко Филипче. Тој објасни дека биле спроведени анализи во лабораторијата на МАНУ за да се утврди дали во Македонија има појава на новата мутација, која се покажа како значително позаразна и се регистрираше во многу земји во светот. Излегоа резултатите од анализите во лабораторијата во МАНУ, кај што беше утврдено дека нема мутација на вирусот, слична на таа во Велика Британија, дека е практично истиот вирус кој што беше цело време присутен во изминатите повеќе месеци, но и тоа не е сигнал дека треба да ги олабаваме мерките. Значи сите мерки остануваат на сила. Филипче потенцираше дека Македонија е спремна да го примени процесот на имунизација. Сметам дека ние тука сосем добро може да го спроведеме процесот на имунизација. И благодарам на поканата и официјално да се заблагодарам, меѓутоа ние ќе останеме тука да ги вакцинираме сите наши граѓани по приоритет, така како што се дефинирани групите. Вчера имавме разговор со представништвото на Pfizer во Белград, кој што практично е посредник со нивната адвокатска канцеларија во Њујорк на хедквотерсот, и таму се работи на двата договори. Прво, нашиот драфт договор за нашите 800.000 дози и второ, дозволата да српските власти ги дадат фајловите кои што треба за да ние ги увеземе тие вакцини од нивната земја. Очекувам денеска повторно разговор. Ни укажаа дека се под навистина голем притисок комуникација со буквално сите земји во светот. Тоа е причина зашто сите овие процеси одат поспоро. Многу поспоро од тоа што ние сите посекуваме, еве ќе видиме како ќе бидат денешните информации. Министерот уште еднаш апелираше сите доследно да ги почитуваат мерките за заштита, иако состојбата со епидемијата во земјата е стабилна. 71 казна за неносење маска на подрачјето на СВР Тетово. Во продолжение деталите од полицискиот билтен.
Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 71 лице, 36 лица од Тетово и 35 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 16 лица од Тетово и 3 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 191 лице од Тетово и 132 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на улица ЈНА во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 18 годишен гостиварец кој бил затекнат како консумира марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот 50 годишникот Тетовско Доброште во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куче скитник. Речиси 6000 сообраќајни прекршоци помалку во 2020 година во споредба со 2019. Оваа статистика се однесува на поширокото гостиварско подрачје. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 71 лице, 36 лица од Тетово и 35 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 16 лица од Тетово и 3 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 191 лице од Тетово и 132 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на улица ЈНА во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 18 годишен гостиварец кој бил затекнат како консумира марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот 50 годишникот Тетовско Доброште во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куче скитник. Кошаркарскиот клуб Гостивар на последните првенствени надпревари бележи одлични резултати и се искачи на 4-та позиција на табелата. Кошаркарите на Гостивар откако врзаат 2 победи на домашен терен против МЗТ-2 и Куманово. Во недела ќе имаат можност и за 3-та домашна победа. Во редовното 12-то коло на првата кошаркарска лига на Македонија, гостиварци во спортската сала Младост ќе го пречекаат составот на Академија ФНП. Овој надпревар на програмата е на 24 јануари со почеток во 18 часот. Добро на почетокот имаме, да речам, не така очекуван старт. Но како што од минува првенството, мислам дека ќе бидеме подобри. Во зимскиот преладен рок имаме неколку измени, дојдоа нови играчи и странци, па треба и подолг период сега да се уиграат и тие и мислам дека ќе бидеме подобри. Амбициите на кошаркарскиот клуб Гостивар секогаш се да биде во борба за трофеите. Дали може да очекуваме амбициозен Гостивар кој што ќе се бори за трофеите во првенството и купот оваа сезона? Па со оглед на тоа дека во оваа ситуација каде што нели корона вирусот владе и со тоа што нема публика, секогаш во Гостивар била голема поддршка, секогаш одиме на тоа да се пласираме што повисоко место и се надеваме дека и оваа година ќе бидеме таму каде што бевме лани и да продолжиме подобро. Со одличните игри на последните надпревари, Гостивар се искачи на 4-та позиција на табелата со ефект од 5 победи и 3 порази.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.